Голем шумски пожар веќе втор ден бесне и во општина Пехчево кај местноста Баја Степе. Зафатена е високостеблеста борова и дабова шума, нискостеблеста вегетација, стрништа и пасишта. Вистина зафатена е поголема површина, се шири и во делот над селата Робово и Умлена. Се надевам дека сите сили ќе успееме на терен, имаме многу и противпожарни единици и други луѓе од Шумското, од Центарот за упорање со кризи, од Дирекцијата за заштита и спасување, значи сите се на терен. Се надевам дека што е можно во поголем број на луѓе ќе успееме да го спречиме. Ќе дојдат и 2 хеликоптера да помогнат во гасењето, затоа што имаме и недостапни предели кои што можат само на тој начин од воздух да успееме да го стопираме и да се справиме со огнената стихија. Над 50 пожарни жаришта се уште се огромна опасност за природата и имотот на жителите од Делчевски нов Истевник. Голема концентрација од опрема и луѓе е во исклучително тешка и неизвестна битка со огнот, кој најсилно се шири кај најкритичната точка над Пасјак. Имаме денес од утрова помош од воздух, односно гасење на пожарот со хеликоптер од нашата армија. Имаме единица од нашата армија, преку 100 луѓе кои што се овде се веќе третен, територијалната противпожарна единица реагира, помош имаме од Берово, од Штип, но сепак сакам да истакнам дека пожарот е толку многу големи размери, што мора овде да бидат вклучени поголем број на хеликоптери. Пожарот кај Пасјак е во дијаметар од 9 километри и досега тој уништи површина од околу 400 хектари со борова шума и нискостеблести растенија. Наш приоритет беше да ги евакуираме сите жители кои што беа изнемоштени. Го направивме тоа истата вечер, го отклонивме тој ризик за да нема човечки жртви и втор приоритет ни беше за да ги сочуваме куките, да не изгорат, тоа да сега и успеваме да го направиме. Освен во Делчево, се уште е активен и пожарот во Кочански Костиндол. Пожарот е под целосна контрола. Во моментот пративме ново засилување со луѓе кои што пешки, бидејќи се работи за непристапен предел и дека очекувам луѓето дел по дел ќе го чешлат секој можно чворче кое може да предизвика ширење на пожарот и во текот на денот, во попладневните часови, очекувам повик и информација која ќе ја споделам со сите дека пожарот ќе биде целосно ликвидиран. Во меѓувреме, по наредба на преодниот премиер Стефан Јанев, Бугарија испраќа поддршка за Македонија за справување со пожарите. За гаснење на катастрофата во Кочани и Делчево, бугарската влада планира да испрати 25 пожарникари, 3 противпожарни возила и уште 2 амбулантни возила.